На 42-та седница на Советот на општина Кочани, најголем интерес меѓу советниците предизвика првата точка за извештаите за успехот и работењето на општинските основни и средни училишта за првото полугодие од учебната 2015-2016 година, каде што советниците од опозицијата дадоа забелешки околу неподнесениот извештај од страна на одговорните во општинската администрација за долговите на училиштата во Кочани, кои се огромни и голем дел од трошоците треба да ги покрива општината. До ден денес немам добиено информација колкав е долгот на општинските основни и средни училишта. Иако знаете дека имавме една бурна дискусија во која што локалната самоуправа мораше своји сопствени средства да ја издвои од својата сметка за да ги покрие дел од трошоците, тоест дел од извршните решенија кои што се веќе стигнати до основните училишта. Од блок дотациите пристигнуваат со зголемени средства и долговите секојдневно се менуваат. Значи, за секој месец има различна бројка за долговите, а сето тоа го има нормално во финансии, каде што постојано се следат тековните состојби во образованието, односно со финансиите. Значи, јас во овој момент не можам да ви одговорам за ниедно училиште колку има, треба да се провери. Бурна дискусија предизвика и точката за информација за санитарно-хигиенската и техничка состојба на предучилишните и училишни установи и детската градинка Павлина Велјанова, за која што забелешки повторно дадоа советниците од опозицијата околу некомплетните извештаи од страна на раководните лица на училиштата. Расправа предизвика и точката за извештајот за извршените активности во согласност програмата за спроведување општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на општина Кочани во 2015-та. Советниците од опозицијата го начнаа сериозниот проблем околу неисправноста на водата во ридско-планинските делови и побараа изготвување стратегија за решавање на овој сериозен проблем. Во самиот извештај стои дека за водоснабдување во село Лешки потребно е некоја сума од 161.000 евра. И во село Лешки има 29 жители, со тоа што ако пресметате по глава на жител, значи цената на чинење на оваа водоводна мрежа би била некаде околу 5500 евра. Арсова даде слични забелешки и за други села во однос на чинењето на проектот по глава на жител, на што одговор доби од секретарот на општината. Ќе пристапиме сега во иднина кон изработка на основни проекти за како би можеле преку одредени фондови и одредени донатори да бараме средства, бидејќи тие се единствени решенија кои беа понудени во студијата. Други решенија има уште поскапи решенија кои се неоправдани за да може да се реализират. Останатите точки од дневниот ред без големи расправи беа усвоени.